ставот дека владите во целина не прават доволно за борбата против корупцијата, затоа што поединците кои се на врвот имаат корист од тоа. И за да се прекине ова длабоко проблематична врска помеѓу парите, моќта и корупцијата, властите мора да обезбедат поголема транспарентност, вклучувајќи и транспарентност во сопственоста на компаниите и обезбедување на јавни регистри за таа сопственост. Исто така, треба да се исполнат следните препораки: да се јакне интегритетот и довербата во институциите, да се овозможи враќање на владење на правото, да се одржува отчетноста и да се одржуваат јавните и демократски процеси. И сите заедно да вложиме повеќе напори во борбата против корупцијата. Значи, во ова истражување денеска, како заклучок или да подвлечеме дека намалење бројот на граѓаните кои што се подготвени да направат нешто за борба против корупцијата, зголемење бројот на граѓаните кои сметаат дека не може ништо да се направи од страна на граѓаните во борба против корупцијата, зголемење бројот на оние кои што сметаат дека многу силно влијание над политиките и начинот на кој што се водат политики имаат мокните, влијателните и богатите луѓе, во што е вклучена и политичката корупција, и дека е неопходно да се јакне транспарентноста и да се заштитуваат лицата кои што се подготвени да пријавуваат корупција. Доколку имате прашање, повелете. Со оглед на тоа што нели е зголемена политичката корупција, поне да не почнува изборна кампања, очекувате ли во овој период таа да биде позасилена и во кои форми може да се јави? Политичката корупција е присутна овде постојано, а во формите во кои таа се јавува за време на избори е во финансирањето на изборните кампањи, каде што постојана практика овде кај нас е финансирањето на кампањите да се спроведува или да се обезбедува преку поединци и компании кои што после изборите сакаат да имаат влијание и учество во начинот на кој што ќе се водат политиките. Значи, мокините поединци пред време инвестираат, така да кажеме, во изборните кампањи, за да бидат сигурни дека после изборите ќе имаат глас, односно ќе можат да влијаат на начинот на кој што ќе се водат политиките. Ова е можно и се случува кај нас пред се затоа што немаме доволно транспарентен систем за контрола на финансирањето на политичките кампањи. Не се објавуваат имињата на донаторите за политичките партии, ниту пак се објавуваат изворите преку кои се финансираат одредени активности во рамки на кампањата, а кои што се донации во одреден вид или услуга, а не се директно давање на пари, туку ситуации кога после некој друг ги плаќа сметките и фактурите и многу малку за тоа можеме да видиме информација. Меѓу другото, во различна форма, тоа беше едно од нотирањата во извештајот. Дали паѓањето, односно паѓањето на, ако може да се каже, храброста за да се пријави корупција, евентуално влијаеле и непревземањето на ништо после така наречените објавувани бомби, гледаме дека ништо не се спроведува реално на терен, дека тешко оди целата процедура. Колку тоа влијаеше? Во принцип, ова истражување доаѓа токму пред и после објавување на така наречените бомби. Значи, претходното кое што го имавме пред 2 години,
88% од граѓаните на Македонија тогаш кажале дека се спремни да направат нешто за борба против корупцијата и дека тоа може да има некаков резултат. Оваа година процентот на оние што кажале дека се спремни да направат нешто е 65%. Значи, во меѓувреме, откако имаме ситуација, многу сериозна ситуација на непостапување на институциите, во ситуација кога се обзнанети случаи на корупција, очигледно станува збори за губење на или намалување на подготвеноста и храброста на граѓаните да направат нешто за борба против корупцијата. И како што видовме, најголем дел од нив, скоро 40% сметаат дека ништо не може да се направи. Дали тука и стравот е присутен кај граѓаните? Еден од аргументите или од одговорите зошто не се пријавува, или најголем дел од нив, 25%, тоа го кажале од страх од последици. Значи, се плашат од последици доколку пријават случај на корупција. Исто така и недостатокот на владење на правото и постапување од страна на институциите или недоволната заштита на оние кои што ќе се јават како укажувачи или пријавувачи на корупција.